Скопјани претпочитаат да купат стан во нова градба. Не станува збор дека не се купуваат станови во згради со повеќе годишно постоење. Но, кога веќе ќе се решат да побараат стан, парите би ги вложиле во градба која не би требало да се реновира. Каква е понудата на станови во последните 2-3 години? Понудата на станови во изминатиот период е прилично голема. Сведоци сме на фактот дека градот постојано се шири, како од источната, така и од западната страна. Се издаваат многу дозволи за градење, се градат многу нови згради, не само во централниот дел, туку и во периферниот дел на градот. Веќе имаме изградба на станови во руралните населби и сето тоа придонесува да имаме зголемена понуда на становите. Тука кога збориме за зголемена понуда, таа ги офаќа не само новоизградените станови, туку тука спаѓаат и становите кои што се во постарите згради. А каква е побарувачката на станови, исто така во овој период? Така, побарувачката на станови во изминатиот период е исто така голема. Посебно имаме раст на побарувачката уште за време на короната. Во тој период и покрај тоа што владееше еден страф и неизвестност кај граѓаните пред се за нивното сопствено здравје, голем дел од нашите граѓани се одлучува својот капитал да го вложат во купување на недвижен имот. Од тој период бележиме значителен раст на побарувачката на станови, која што континуирано трае се до денес. Како се движат цените? Може ли да зборуваме за раст на цените во последниот период на квадратниот метар? Так. Вака, според извештајот на Народната банка на Република Македонија, во третиот квартал од тековнава година забележан е највисок раст на становите од дури 25% во однос на изминатите години. Тоа значи дека во моментот цените на становите на територија на град Скопје се движат со цена од 2000 евра до 3000 евра од метар квадратен. Но и покрај тоа, Агенцијата за катастар на недвижности во изминатите неколку месеци забележува продажба на станови кои што се продадени по цена од 3100 и односно 3200 евра метар квадратен и со самото тоа веќе ја пробиваме на горна граница од 3000 евра, што пред малку ја споменав, значи цените и понатаму растат. Сега како што растат паралелно со растот на цените на новите станови, истовремено растат и цените на старите станови. Каде е, да кажеме, највисока цената на квадратот? Влијае ли местоположбата на станот врз цената? Кога збориме за цената на станови, за највисока цена на станови, мислам дека центарот е тука неприкосновен, со највисоки цени на становите. Тука е срцето на градот, како што велиме, и сите потребни содржини кои што ни се потребни за нормално секојдневно живење, како што ние знаеме да кажеме, ни се тука на дофат на неколку чекори, нели? Така да центарот е најмногу баран и држи, се уште има највисоки цени. Покрај тоа што се бараат станови за домување во централното градско подрачје, исто така се купуваат и станови кои што подоцна се адаптираат во деловен простор и исто така доста актуелни се становите кои што се купуваат како инвестиција, односно истите се уредуваат и понатаму се издаваат на странските туристи. Висока цена на становите имаме и во секогаш актуелното Дебар Мало, поради близината на близината на центарот на градот, тука е близината на градскиот парк. Високи цени бележиме и во населба Карпош, поради близината на техничките факултети, населба Кисела вода имаме високи цени, аеродром и секако водно која што се уште спаѓа за една од најелитните населби во градот. Ако збориме за пониски цени, во моментот на територија на град Скопје речиси и да нема ниски ефтини цени. Пониски цени може да се најдат исклучиво во периферните населби на градот, како што се Ѓорче Петров, Маџари, под 2000 евра. Да, испод 2000 евра, таму може да се најдат поевтини станови, меѓутоа пак ја нагласам дека и во овие населби сегашните цени се прилично високи во однос на изминатиот период. Дали постои некаков феномен во однос на пазарот на недвижностите? Интересно е прашањето. Феномен, според мене, има неколку моменти кои што ги сметаме за феномени. Има преголема изградба на станови, премногу се гради, цените и понатаму
премногу растат и луѓето и понатаму се уште купуваат, континуирано купуваат. Значи, побарувачката расте и покрај тоа што граѓаните постојано критикуваат, негодуваат и со право, нели, поради високите цени, меѓутоа тие станови со високи цени и понатаму се продаваат. И од друга страна, исто како феномен би го нагласила моментот кога имаме граѓани, например, што имаат неограничен буџет при купувањето на стан и тие граѓани не секогаш може да си го најдат станот што по собствен избор, нели? Затоа што од друга страна па вам становите што се нудат на пазарот многу брзо се продаваат. И на крајот, на што се должи растот на цените на становите? Па најголемиот причинител за растот на цените на становите е секако зголемената инфлација. Во изминатите неколку години имаме значително намалување на вредноста на платежната валута и тоа повлекува понатаму раст на цената на енергијата, имаме раст на градежните материјали и секако пораст на цената на работната сила. Кога сме веќе кај работната сила, морам да нагласам дека во изминатиот период голем дел од градежните компании се соочуваат со проблем на изнаоѓање на квалитетна работна сила, а веќе постоечката која што е на пазарот, своите услуги ги нуди по исклучително високи цени. И секако една од главните причини за растот на цената на становите е зголемената побарувачка. Сега, тука од друга страна, Народната банка на Република Македонија има некои во изминатите месеци има некои најавувања за поволности при купувањето на станови, а тоа значи дека сите оние граѓани кои што ќе аплицираат за купување на прв стан, кои што ќе аплицираат за купување, доколку тоа го прават по пат на кредитирање, ќе може да учествуваат во банката со 10% учество, што тоа не беше случај до сега. Но од друга страна се уште постои неизвестност кај граѓаните во однос на одлуката на Министерството за финансии во однос на данокот на додадена вредност, односно дали истиот ќе остане на 5% или ќе биде покачен на 18%, што дополнително би довело до дополнително зголемување на растот на цените.